Почитувани присутни, пред 2 дена ВМРО ДПМН беше прва партија која јавно реагираше на пресконференцијата на председателот Иванов. Во која пресконференција го кажавме нашиот став. Во текот на вчерашниот ден вршевме анализи и консултации. Денес сакаме уште еднаш да се произнесиме по повод пресконференцијата на председателот Иванов. Не се сомневаме во неговите добри намери. Не се сомневаме ниту пак во законитоста или уставноста на неговата одлука. Сепак сакаме да укажеме на следното. Прво, сакаме уште еднаш силно да се оградиме од оваа одлука на председателот. Таа одлука не е во склад со нашите заложби и му помага на СДСМ. Спротивна е на многу наши заложби. Ставот на ВМРО ДПМН е дека тој кој направил криминал треба да одговара. Второ, никој во ВМРО ДПМН не се чувствува виновен. Од тука никој од нас не посакуваше да има прекин на постапките, за кој Иванов донесе одлука. И покрај очигледното непрофесионално однесување на структурите на специјалното јавно обвинителство и завземањето страна, во случајот директно ставајќи се на страната на СДСМ, ние сме убедени дека низ правна постапка ќе се покажеше вистината и фактот дека многуте кривични пријави поднесени против наши функционери и неколкуте отворени истраги се само дел од кампањата на СДСМ, немајќи идеја што друго да направи и понуди на народот во смисла на добри идеи за подобрување на животот на граѓаните. Всушност, народот веќе го има препознаено сето ова. На убедливото мнозинство граѓани му е совршено јасно што се случува во земјата. Трето, жалиме што оваа одлука значи ослободување од гонење на Зоран Заев и Зоран Верушевски, како и неколкумина други нивни соработници. Овие двајца луѓе, ставајќи се во тук интерес, и нанесува огромна штета на државата и народот. И тие требаше да одговараат. Против Зоран Заев има легално прибавени цврсти докази за случајот подкуп, заради што тој ги избегнуваше рочиштата и бегаше од судот. Не треба многу да говорам за случајот подкуп, затоа што толку многу е јасно и видливо што Заев правеше, така што се им е јасно на луѓето. Против Заев имаше и процес за случајот пуч, исто како и против Зоран Верушевски, со цврсти и легално прибавени докази. Колку и да бегаа од судот, колку и да сметаа на поддршката на специјалното јавно обвинителство, доказите за овој случај, за прислушкувањето со помош на агентите на Верушевски, кои континуирано со години организирано вршеле прислушкување и унисување на државата, беа непобитни. Интересот на СДСМ е во земјата да има анархија, да има безредие и хаос. Но тоа не е интерес на граѓаните и на ВМРО ДПМН. Наш заеднички интерес е земјата да оди напред, демократијата да функционира, одлуките на слободни и фер избори да ги носат граѓаните. Сакам да ви информирам дека СДСМ заедно со соросовите здруженија и невладени организации и онака планираа овие денови да прават протести секој ден со цел влошување на атмосферата и ескалација на состојбите, а со крајна цел избегнување на изборите. Заев не криеше дека нема да оди на избори. Тоа беше негова стратегија. Сега само малку ќе ја видоизменат реториката
искористувајќи ја одлуката на председателот како главна причина за избегнувањето на изборите. И ќе го прават она што го планира: деструкција, говор на омрза, истурање гнев, насилство, хаос, криза, сеење лаги и манипулации од типот дека списоците не биле прочистени и дека нема услови за избори и слични лаги со кои сакаат да го покријат немањето подршка од мнозинството граѓани, кое главно се должи на нивната безидејност и деструкција. Наспроти нив, ние се насочуваме кон човекот во Македонија, кон неговите потреби, кон неговите проблеми, кон подобрата негова иднина, кон секој човек, кон сите проблеми, кон сите предизвици, кон сите нерешени прашања, кон отварање на нови работни места, кон нови реформи и дела. Ги повикувам СДСМ, наместо да продолжат да бараат алиби за неизлегувањето на изборите, да излезат на избори. Ако аргументите кои ги говорат се реални, народот сигурно ќе им го вреднува тоа. Не треба да се плашат од народот. Ги повикувам СДСМ на избори на фер и демократски начин, да му се даде на народот шанса да се определи кој понатаму да биде власт, а кој опозиција. И покај тоа што не се согласуваме со одлуките на председателот, во духот на она што го кажа, повикуваме на заедничко делување во корист на еднината на земјата и граѓаните. Ваквите поделби, омраза, гнев, реваншизам, насилства нема да не одведат никаде. Народот очекува од нас со смирени глави и со мудри одлуки да делуваме за заедничкото добро на сите граѓани на Македонија. Изминативе 2 дена гледаме изблици на агресија, насилство, вандализам и нескриена намера за продолбочување на кризата и нов стадиум на конфликтност во Македонија од страна на председателот на СДСМ. Додека неговите луѓе организираат насилство кон полицијата, кон граѓаните и институциите, тој во јавноста, како што сме навикнале да го гледаме, ладнокрвно, како и во други прилики, повикува на конструктивност. И така вчера го видовме овој човек, кој е познат по тоа дека во 2 различни реченици знае да каже 2 спротивставени работи, да повика на конструктивност во првата реченица, а веќе во втората, онака спонтано и лефтерно, да спомне дека на државата и следи украинско сценарио, што значи илјадници мртви и повредени, вртоглав пат на економијата и други тешки последици. И ова ни го кажа лефтерно и со нескриен ентузијазам. И се тоа со една единствена цел: само да дојде на власт без подршка на мнозинството граѓани во Македонија. Сакам да му се обратам. Додека стојам, нема да ти го дозволам тоа. Ни јас, ни народот. И самиот си свесен дека народот сака да заврши кризата. Престани да ги организираш хулиганите, да го реметат мирот на граѓаните. Собери еднаш храброст и излези да се соочи со народот на избори, на фер и демократски избори. Доста бараш изговори. И благодарам. Господин Груевски, како дознавте за одлуката на председателот? За одлуката на председателот Иванов дознав од медиумите, од неговата пресконференција. Дали значи ова дека не ја прифаќате аболицијата? Од она што се консултира во текот на вчерашниот ден со врвни правници, адвокати, никој во државата нема можност да прифати или да не прифати. За жал. Дали ќе побарате оставка од господинот Иванов со оглед на тоа што велите дека е направена штета со таа одлука и дека е во полза на СДС? Господинот Иванов, како што кажа во моето излагање, нема направено уставна или законска грешка за да може да се покрене било што.
Како да верува јавноста дека одлуката на Иванов не е донесена под притисок со оглед на тоа што неговите ставови се често во линија со партиските ставови на ВМРО? Како што кажав, за многу работи ние со господинот Иванов се согласуваме, но оваа работа е нешто што не се согласува. Дали мислите дека е време да почнат да продолжуваат преговорите кога веќе ова го бара и меѓународната заедница? Во која смисла? Да продолжуваат преговорите меѓу политичките партии, да се најде решение за криза? Решение за кризата ќе се најде ако престанат собирањата на хулиганите од страна на СДСМ, на оние што го реметат мирот на граѓаните, што кршат простории на председателот, што повредуваат луѓе, што ги напаѓаат полицајците, ги повредуваат граѓаните. Тоа треба да престане да се прави. Дали сте спремни да седнете со заедна средба, да разговарате за решение без посредници, без странски? Секогаш ние сме отворени за секакви среди. Дали ВМРО не се придружува на протестите пред седиштето на СДСМ? ВМРО не е организатор на тие протести, но целосно ги разбира. Ви благодарам, доколку нема други прашања.